Го нема Фидана. Да не налетал на заседа. Нема вооружени во манастирот. Андартските чети попладнево заминаа в планина. Проверено е. Гламите подготвени се. Уште да ги натопиме и некој што уме силно да джитка. Прости ни Боже, не сме против тебе. Што мислиш, Борис? Да не фати некој греф? Не се будали, бре. Ова повеќе личи на андартска касарна отколку на манастир. Се живо спие. Што советуваш? Од која страна да им подпалиме комицко кандило? Од позади. Сум бил и порано. Само стари греди. Прво фрламе со камен, а потоа фрламе со глами. Двајца се потребни за ова. Јас и ти. Борис, спремај подпалка. Имате чпирто? Отца и Сина и Святога Духа. Амин. И казни ги, Господе, казни ги чедата неверни, што го запалија Твојот и наш манастир. Копуци се настрвиле на храм небесен. Ставре, не туку ми се прикрадувај од задкрив, тука си да ја метеш црквата. Од кај надојдовте бе луѓе чума да ве отепа. Добар ти, но и лош ден очекира си. Ово ти бе, синко. Гледам, од неблиските си почнал да погречуваш. Нели? Ставре. Ни се каже како Ставрос. Бојрум, браќа мои, Бојрум. Храмот небесен е отворен за сите. Еве, ќе држам богослужба за вас, за народните бранители. Ставре, донеси ми го молитвеникот. Ајде. Ако ви е тоа некоја шифра, оче попе, бадијала. Каква шифра? Андартите се веќе далеку. Дженен фатија. Ама убаво ги нагостивте. Од 3 дни до 1 месец. Кога како? За да има тропојке сила дакаат низ македонските села. А каде стапнат? Трева не никнува. Толку здравје за нив. А, Бога ми, ке страда и твоето здание. Секула, ај запали една борина. Оган гори во село Сливени. И песна нека се каже. Немојте бе, луѓе. Немојте зарем на храм небесен, на светци, на икони. Немојте со глаби ќе ве отепа се вишниот. Немојте бе, луѓе. Декшева и продаде ночи. Ги требиме сите еден по еден. Немојте. Ајде излегувај со нас да не гламио со шити. Немојте Ставрос! На Ставре да се вртиш, разбра? Немојте бе, луѓе, на икони, на светци. Немојте со глаби ќе ве отепа се вишниот. Немојте бе, луѓе, немојте на икони, на светци. Немојте, луѓе. Дури сега идеш, после 3 мои повикувања. Не е тоа дисциплина. Да ти се многу години, честити владико. Дозволи ми да ти бацам рака. Море, ова рака едва и се воздржува да не те удри. Сонтос или Вардас. Како да те викам, а? Па и двете мои имиња се страф и трепет за цело Костурско, владико. Не е арно да се фалиш, кога од терен се зборува друго. 2 цркви опожарени бе за кратко време.
манастирот Света Недела во Чурилово и црквата во Сливени. Ние не сме виновни, владико. Покриваме многу широк терен. Јас ве одбрав тебе и такви како тебе да водите и да предводите наши чети во таа проклета Македонија. Владико, припрост народ се, ама свесни се за своето потекло, за своите корени. Не е така, бре! Море од гробовите на предците до мајчиното млеко на потомците треба да го проплукаат. Ете тоа да го скршите кај нив. А што треба да сторам, владико? Истото. Само посурово. Колку војска сум ти дал, бре? Колку војска сум ти дал, а? Па има измеѓу 700 и 1000. Не па тепајте, бре. Тепајте, колете, бесете, масакрирајте. Значи имам одврзани раце и неограничени овластувања, владико. Да, ти басам, во 4 очи. Ништо написмено. Ајде сега. Барем Оди. на заминување да ти басе врака, владико. Ова рака следниот пат камшик ќе има. Ајде, оди, коли, беси. Брадосано. Лесно ти е во мантијата. Земи пушка врака да видиш како жули и пече. Уште по задушувањето на Елинденското востание, грчката политика, дипломатска, пропагандна и вооружена, се ангажирала да се задушат борбите на македонскиот народ за слобода, а македонските екзархиски верници да ги вратат под юрисдикција на Цариградската грчка патриаршија, тоест да ги претворат во грци, да ги присоединат кон елинизмот. Бил вршен невиден притисок врз македонското христијанско население, а главен покренувач на таа зулумкјарска машинерија бил токму костурскиот митрополит Германос Каравангелис, но и други видни првенци од тогашното грчко општество, банкари, уредници на весници, офицери и конзули. Местните турски власти се уште активно присутни на истиот терен, молчешкум ги одобрувале овие андартски акции. Аскерот од касарната во Невеска млако и задоцнето реагирал на повиците за помош. Ти од послугата? Ајде, подзачистија малку со ова, подсуредија малку, ти многу работа имам јас. Само внимателно, полека. А кој си ти? Донеси ми Чиев од село Загоричани, господине Гастолди. Гастолди. Пред 3 дена ми закажавте прием. Еве сум сега во закажаното време. Ти си... Така е, се сеќавам, јас ти закажав средба. Сигурно имаш некоја поплага. Зашто по-конкретно се работи? Селото ме испратја, господине, со молба како планина. Се шири злокобен глас. Дај Боже да е само глас. Дека грците, андартите, сториле нијет да го плячкосаат и пеплосаат село Загоричани. Смртно ни се лутат од 600 селски куки, од 60 да држат грчка страна. Ете затоа, господине. Види вака, јас за волја на вистината имам начуено за тие андартски чети што ви правеле зулум таму на македонското кревко и голорако население. Види моне. Доне. Доне, Доне, види. господине, Доне. Преплашен жител од село Загоричани. Си имаме жени, деца. Без малку секој божји ден ќе бапне некој насилник в село. Да се заложите малку кај макамот Лерински во наша полза. Види, Доне, јас сум само еден обичен европски наблюдувач. За да појдам кај макамот и да се заложам за вас, мене ми требат по-конкретни докази. По-вистински аргументи, факти, ме Разбирате? Разбирам од срце и проверено, господине. Проверено. Тие, андартите, се групираат околу селото. Стотици се на број, господине. Настрвени. Ке не сотрат. Еве, пишавме ги до турските власти да ни помогнат колку се може, господине. Ама ништо, јок. Не читаат наше писмо. Добро, штом велиш ти дека е од срце и проверено, јас час поскоро ќе појдам кај макамот. Ти сега ќе појдеш дома и ќе им кажеш на твоите селани дека Европа повеќе нема да молчи за султанот и за неговите представници овде. Ќе им кажеме да ги разбркаат тие андартски банди што ви прават вас зулум. Ва бене? Ајде сега, оди домот, јас многу работа имам.
Хајде. Гастолди, Гастолди. Името не ви значи ништо. Службеник од пониските ешалони. Повелете, што можам да сторам за вас? Ситуацијата е многу драматична, Кајмакам ефенди. Станува збор за најголемото костурско село за Горичани. Такви поплаки не примам. Данок мора да се плаќа, редовно и до грош. Лесно е на богата Европа, но ние овде од Ариентот тешко ја полниме државната каса. Јас дојдов да ви известам и да ве предупредам, Кајмакам ефенди. Да ви укажам на фактот дека вашите воени патроли се мошне, ретки и многу пасивни. Имено кога станува збор да се заштити христијанското население, тие или ги нема, или си гледаат сеир. Па искрено, зошто би се труделе ние премногу, поручниче? Па тие бунтари пред 2 години ние запалија царштината. Како вчера да беше. И сега што сакаат? Да им ги чуваме главите на раменици? Домашно огниште, женска чест, имот и живот за нивните рожби? Тоа ли сакаат? Јас само сакав да ве известам, Кајмакам ефенди. Од сигурни извори знам дека андартите подготвуваат таен план да го уништат за Горичани. Не знаете. Јас лично испратив мал полк турска војска. На лице место. Ги успокоиле селаните дека наоколу се е мирно. А ако некој им се заканува, бујно. Тогаш нека прата табер. Штом ќе слушна труба, ние сме близу. Тамам? Да речеме, делумно сум задоволен од вашето ветување. А јас пак ич не сум задоволен што Европа се плетка во османлиска авлија. Наша раја, наша грижа. Кафе ќе ве почестам друг пат. А тутун имам само уште една табакера, па штедам. Каков дочек, таква верба, Кајмакам ефенди. Останете со здравје. Довидување. Герои мои, јунаци, осветници, вие овде сте повикани за уништувањето на тоа злогласно село за Горичани, со се неговото непокорно население. Сметам на вашето јунаштво и верувам дека одмаздата ќе биде страшна. Вие, како полубогови, како титани, треба да ја извршите одмаздата. А тие, македонците, тие се полулуѓе, слични на животните. За да биде нивното уништување тотално, вие треба да станете убици! Зверови, јасно? Јасно! Јасно! Јасно!
Сите приоди кон селото се во обрач. За утрешниот напад взори, вас ќе ве предводат. Мајлос со 60 души од исток. Вангелос Пијанос од југ, Никодимос и Караватис од запад и Кукалос и Палакис од север. Како и трина, силно ќе им дувнеме во труба. Така им кажале турците. Значи, штом ќе чуете труба, ние сме близу. Немојте да палите и да грабите се со ред во селото. Секој од вас убаво да се запознае со списокот на нашите луѓе во селото. Нив немојте да ги гибате, дали е јасно? Јасно! Тие останаа верни на грчката кауза и затоа ќе носат жива глава и после нашиот напад. А јас, јунаци, сега ќе се спуштам кон Костурското езеро, каде што ме чека Чун, со еден најважен гостин кој сака да гледа како гори село Загоричани. Од безбедно место, ама со голема наслада. Дали е јасно, јунаци? Јасно! Побеснетите андартски чети неколку часови дивееле во незаштитеното село Загоричани. Успеале да испратат брзоно гласник до Клисура да повика помош од регуларните турски единици. Но тие имале наредба да не брзаат посебно, оставајќи им време меѓусебно да се истребат и македонци и грци, и бугари, и комити од Македонската револуционерна организација. Тоа им одело во прилог на нивните геополитички интереси за овој дел од Балканот, на кој имале намера уште долго да ја растегнат 5-вековната тапија. Ваква гледка полни око. Од големо село ќе стане големо пепелиште. Море до темел да го снема, а на тема. Нека си ги бројат после мртвите. Кој ќе остане жив, ќе знае. Само една има црква, нашата, на грчката Света Патриаршија. Цонтас, на, пули малку. Грозоти, ама за нас убавини. Добро ги толчат, добро е да се опаметат за навек. Безбели, нема на ова да останеме, владико Каравангелис. Кој? Ние? Дозволете ми барем сега да ви бацам рака. Во врска со андартскиот масакр во Загоричани, народот испеал повеќе песни.
Вака гласи оригиналната верзија што е создадена од самите паталци на настанот и од нивните потомци, од жителите на Костурско-Леринскиот регион. Народе македонски, со какви идеи си ти? Доста веќе, разбуди се, освести се, не спи ти. Не знаеш кој си, што си, другите не знаат. Срам големе за тебе, сам да не се знаеш. Се појавија андарти од гнила Грција, исклаа жени и деца во село Загоричани.